Студијата за оценка на влијанието врз животната средина на проектот Брана и акумулација речани денеска беше представена во Кочани во организација на Советот на општината и Министерството за животна средина и просторно планирање. Согласно програмата на владата на Република Македонија, од буџетот на Република Македонија за 2010 и 2011 година беа предвидени 36 милиони и 900 илјади денари за изработка на комплетната техничка документација за браната речани на Оризарска река и ревизија на истата. Од страна на Управата за водостопанство на Република Македонија по распишаниот тендер за избор на најповолна понуда за избор на проектант за изработка на техничката документација беше избран проектниот тим од Градежниот факултет од Скопје, кој е во завршна фаза со изработката на техничката документација за браната Речан и Оризарска река со придружните објекти и техничката документација за пристапен пат до браната Речан и на ниво на идеен проект. За студијата за оценка на влијанието врз животната средина на проектот Брана и акумулација речани еве што вели изработувачот на оваа студија. Денешната презентација ќе биде дел од процедурата за оценка на влијание врз животна средина од реализација на проект Хидросистем Оризарска река. Проектот ќе се реализира во неколку етапи, но сега студијата за оценка на влијание врз животната средина се однесува само на изградба на брана, формирање на акумулација и некои основни пропратни елементи, исто така и пристапен пат кој што ќе води до објектите идните на браната. Акумулацијата всушност ќе представува е од големо значење за овој регион, бидејќи ќе има неколку намени, и тоа за водоснабдување, за наводнување, а исто така има и во понатамошните фази може да има и користење на водата за енергетски намени. Ние правевме истраги, пред да отпочнеме да подготвуваме студијата, бевме со еден голем тим на експерти на теренот кој што ги истражува сите елементи од животната средина. Направивме и снимања на бучава, на состојбите во животната средина, каков е квалитетот на воздухот, потоа направивме истраги на биодиверзитетот во водите, шумите, значи снимано е од сите аспекти. И сите тие истражувања покажуваат дека всушност од аспект на влијанија кој што идната брана, идната акумулација може да ги даде врз животната средина, тоа е неминовно. Сега го ќе има, но особено во фазата на градба. Изградбата на акумулацијата речани од посебно значење за општина Кочани, бидејќи нејзината изградба ќе овозможи нови вработувања. Денешната презентација е дел од редовните активности кои што ги имаме ние како општина, како партнер на Управата за водостопанство на Република Македонија, и тоа е уште еден чекор од тие активности кои што се до конечната фаза, односно почетокот на градбата на овој голем проект во Источна Македонија. Очекуваме дека денешната расправа ќе допринесе, односно ќе даде еден тек да и овој дел, најбитниот дел, да се заштити животната средина, да се оние особености кои што ги има и кои што ги забележуваме тука, природните убавини, да се зачуваат и покрај еден така голем објект кој што ќе се направи во срцето на Осуговијата. Работна група од општина Кочани активно учествува и ги координира работите во тековната постапка за изработка на елаборат за експроприација на земјиштето за решавање